Еметофобија или страф од повраќање спаѓа во најретките типови на фобија. Малку е позната, лекарите чисто не ја земаат предвид. Според литературата, неговата фреквенција е околу 0,1% од испитаниците, главно женски. Но сепак, на оваа фобија подлегнуваат почесто мажите околу 9%. На прв поглед, оваа фобија е изненадувачка меѓу сите фобии или за луѓе кои никогаш не ја почувствувале. Фобијата е всушност страф од повраќање. Тоа е еден исклучително редок тип на фобија. Спаѓа во категоријата на специфични фобии и исто се карактеризира со еден интензивен и рационален страф од повраќање, гледање некој друг како повраќа или страф дека личноста е болна. При овој тип на фобија личноста доживува и анксиозни и панични напади пред и за време на изложеноста на ситуацијата која што ја плаши, конкретно повраќањето. Неможноста да се справат во ситуацијата за овие личности е најболната точка, што остава понекогаш и погрешен впечаток кај јавноста. Иако тие само бараат начин како да ја отстранат неподносливоста. Токму поради тоа половина од жените свесно избегнуваат и бременост, но најмногу сите се прашуваат кои се причините за ваквата непријатност. Честите причини поради кои што настанува овој редок тип на фобија е подоживеан негативен настан или по повраќање. Еве, например, ако личноста повраќала на јавно место пред голема група на луѓе, може да дојде до овој тип на фобија или доколку претходно, не знам, имала труење со храна, труење со алкохол или има одредена историја на болести, например, покачена температура, треска и така натаму. Или морам да спомнам само доколку личноста паралелно се соочува со некаков друг тип на диагноза, како што е обсесивно-компулзивното расстройство или булимијата и анорексијата како расстройство на исхраната. Еметофобијата чисто оди заедно и со агорафобија, која предизвикува и страв да се патува. Додека пак пациентите кои страдаат од агорафобија може да доживеат ненадеен паничен напад кога патуваат на места каде не се чувствуваат сигурно. За време на паничниот напад, адреналинот се лачи во големи количества во организмот. Нападот започнува ненадејно и најчесто трае 10 до 15 минути, односно ретко трае повеќе од 30 минути. Затоа испреплетаноста и поврзаноста на овие фобии дополнително ги измачува овие личности.